5 девојки од модното студио Црна крак ова лето освоија титули на изборот за убавина во Либан. 3 од нив денеска мое друштво во Без маска. Катерина Јовановска, една од девојките која што е мое друштво денеска. Ти благодарам што дојде од Тетово дури за нашето интервју. Благодарам на поканата. Пред непол месец се врати од Бейрут, каде што учествуваше на изборот за топ модел на светот. Како си помина на изборот? Супер си поминав, да, во јуни некаде бевме на изборот за мис. А значи повеќе од еден месец, јас мислам дека сега многу скоро. World Next Top Model се држуваше во Бейрут во Либан, меѓутоа самиот избор за мис учуваше прошетка низ целиот Либан, така да имав прилика целиот Либан да го видам. На колку успеавте уствари да видите културата на државата, да пробате локална храна? Па искрено таму јадевме само локална храна. Бидејќи на Средниот Исток, во нивните земји, всушност јазикот на љубовта е храната. И карактеристично за нив е што оние изразуваат љубовта преку тоа што нудат храна. Така да јадевме пред се традиционални јадења, локални јадења. Сега нормално имавме прилики и понекогаш да ви дадеме и брза храна и нешто што за нас е веќе познато, меѓутоа претежно јадевме традиционална локална. Имаш ли нешто што многу ти се допадне и што и би сакал да го спремиш и тука? Нема намирници, не можеш. Па може тука да се спреми, може тука и да се купи хумус. Тоа е традиционално либанско јадење, како традиционален либански намаз од леблебија. Може и тука да се купи, меѓутоа не е исти како што е таму, да, не е истиот вкус. Ти од изборот се врати со титула. Така, дали да. очекуваше дека ќе освоиш нешто? Па искрено не очекував. Имаше силна конкуренција, колку девојки беа на изборот? Ствари, од колку земји беа девојките на изборот? Имаше околу 40 девојки од 40 земји. Значи јас мислам дека е многу битно човек во тие моменти да биде приземен, да знае дека нешто може да го оствари. Значи јас знам дека можам да земам круна, јас сакам да земам круна, меѓутоа тоа да биде на некоја граница, да не се граничи со некој его, со некоја нарцисоидност, што значи дека не можам да мислам дека јас сум подобра од другите, бидејќи сите заедно таму бевме на еден исти брод. Така да искрено не очекував, сакав да освојам, ама не очекував. Ова не е првиот избор на кој што учествуваш, така, не е првата награда што си освоила. Кажи ми каде си имаш учествувано до сега? Имам учествувано на 5 избори за мис, 2 во Турција, 2 во Италија, едниот во Рим, другиот во Наполи, ова ми беше 5-ти избор за мис и сите 5 ми беа успешни. На сите зеров награда, титула. Од сите избори на кои што си учествувала, кој ти оставил најсилен впечаток? Каде си поминала можеби ти лично најубаво? Па може би во Рим, во Италија, бидејќи јас Италија, јас сакам како земја, јас сакам културата, храната. Која ти е најдрага од титулите што си ги освоила? Па сите ми се посебно драги, може би првата. Каде беше тоа? Тоа беше во Турција, во Анталија, каде што, еве, тука е титулата. А тоа за најдобриот фотомодел? Така, каде што освоив без фотомодел, да, лани во 2021. Како се спремаш за изборите за убавина на кои што настапуваш? Па, искрено, за мене е најбитно да се поминувам убаво. Најбитна е дружбата, а некои посебни подготовки немам. Однапред не се подготвуваш со некој режим на исхрана, со вежби, со... Јас искрено и физички активна сум и во секојдневниот живот, не само пред избори за мис, туку и практикувам да сум физички активна, сакам да пешачам, сакам да трчам. Така да нешто посебно пред избор за мис не се спремам, може би гардероба нешто, шминка, така нешто. Постојат ли некои предиспозиции кои што мора да ги има девојката што учествува на изборот за мис во однос на колку мора да биде висока, обемот на телото, порано или бе идеални, 90-60-90 бе идеални пропорции, дали и сега се бара тоа? Вака сега, значи во секој период има некои посебни стандарди за убавина. Точно е дека порано во минатото се бара така повисоки девојки, послабички девојки, меѓутоа искрено денеска се барат, да кажам, пополни девојки. Веќе да, и искрено веќе стандардите за убавина се тргаат на страна и не постојат некои посебни некои стандарди за убавина, со тоа што и самите критериуми за некоја девојка учествува на избор за мис и не се нешто, да кажам, строги.
сега неодамна мислам дека на изборот за мис на Англија се појави девојка која што буквално настапуваше без шминка. така, Што да. мислиш за тоа? Дали ти можеби би се осмелила да се појавиш на некој таков избор без шминка? Би се осмелила, зашто да не. Значи, за мене, јас сметам дека кога жената се прифаќа онаква каква што е, со сите своји несовршености и мани, од тој момент станува убава. Што мислиш за естетските корекции? Колку девојките што учествуваат денеска на изборите за убавина, всушност, ете, бидејќи ти имаш близок контакт со нив, колку приметуваш дека имаат направена некаква естетска корекција? Па естетските корекции се популарни денеска. Јас искрено немам ништо против тоа, доколку биде направено во некоја, да кажам, нормална граница, односно да се, не знам, да се следи природната убавина на жената. Инаку немам ништо против тоа, искрено вака. Да, има девојки што практикуваат естетска хирургија, операции. Поминуваат тие подобро на изборите за убавина или не? Па не е нешто плюс. Ти си дел од модното студио Црнака. Така, Колку време си веќе заедно со Мики и со Светле? Јас сум од 16 години, тоа е веќе 8 години. Меѓутоа активно почнав да се занимавам последниве 2 години. Ти ми кажеш дека манекенството ти е хоби, меѓутоа дека професија ти е правото. Сегуваш ли да привлекувало правото? Да. Мојата прва љубов се книгите. Јас сум по професија дипломиран правник. Дипломирав на Универзитетот Кирил и Методи, правни студии. Моментално мастер студирам за кривично право. Баш сега ќе го запишувам втората година. Меѓутоа ти во моментот работиш кај извршител, ми кажа од титул. Да. Колку ти е забавна таа работа? Па и забавна е, и стресна. Ти си и мисица и правник. Дали некогаш си се нашла во некоја непријатна ситуација и некој да ти прифрли заради твојата убавина дека не можеш да се бавиш со право едноставно? Па обично луѓето кога ќе видат така убава девојка, претпоставуваат дека ете, можеби тоа е некоја стигма, некој табу. Меѓутоа не е така. За мене искрено од мојата визија, мојата цел од секогаш била да завршам факултет, да си имам своја професија, да бидам адвокатка, тоа ми било од секогаш визија. Да имаш собствена адвокатска канцеларија? Така е, да. Меѓутоа, дали некогаш убавината ти била пречка во животот или не? Па не ми било пречка, искрено. Не ми било пречка за ништо. Кои ти се идните планови? Идните планови, па искрено да го завршам мастерот, правосуден испит да положам, ќе видиме да адвокатка. Се надевам ќе имам повеќе прилики кај модното студио Црногра, каде да прошетам, да се запознавам со луѓе од цел свет и така. Јас ти благодарам што дојде од Титово, ние ќе те пуштиме да се благодарам вратим назад, на тебе. бидејќи ти се враќаш на работа и ти посакувам многу успех во сите што правиш. Благодарам на тебе, благодарам. Мија Стероевска беше една од девојките која што учествуваше на изборот за топ модел и која што влезе меѓу 10 најубави. Мија, добре дојде во интервју без маска. Чест ми е дека сум денес тука поканета и дека ќе имаме кратка конверзација или разговор за моето учество во Либан и како си поминавме таму. Ти си една од 4 девојки од Македонија кои што учествуваа на тој избор. Како си помина всушност, да, во Либан? Да, ова ми беше втор пат кога отидов во Либан и нели со искуство више и поинтересно и подобро и веќе го имав запознаено градот како Бејрут и секако државата, луѓето што се таму и некако вториот пат ми беше како да одам дома, бидејќи навистина луѓето таму се многу гостопримливи и многу добро не организирани и многу добро не чуваат, да кажам, и се однесуваат. Како беше обезбедувањето всушност тамо? Дали околу себе цело време имате луѓе што ве чуваат, што ве пазат каде и да одите или можете и сами некаде да прошетате? Искрено, Либан како држава и самите ни кажаа дека не е сигурна и тоа беше една од причините за тоа што ние не смеевме нигде да одиме сами, значи постојано бевме под придружба, имавме обезбедување околу нас, што и да не требаше, било каде мораше некој од нивните луѓе да дојде со нас. Добро, тоа што нивните луѓе се околу вас правеше да се чувствуваш безбедно или ти беше можеби непријатно што постојано имаш некој што ти е позади грб? Кога ќе видиш државата таму, можеш и самиот да сватиш дека е несигурна и дека навистина треба да има некој околу тебе за да те чува, нели, да те пази.
Така да не се осеќав како да беа напорни или нешто, него навистина требаше такво нешто, ни требаше. Круната што носиш на глава во моментов е од претходниот избор во Либан, Да. каде што беше. Каква титула освои тогаш? Тогаш освоив титула втора придружничка, нели на Мис Европа. Беше мое прво искуство, интернационално искуство и навистина се осетив многу гордо пред се самата за себе, потоа и за моите родители дома, а и за сите мои најблиски кои ме поддржува во целото мое учество. Колку имаше трема првиот пат кога излезе на сцената и кога те видоа сите членови на жирито, публиката? Тремата, како трема, нели секогаш е тука кога имам вакви надпревари или учества, но не беше толку висока за да ме обземе. Се чувствував убаво, како сцената да е моја и да, бидејќи ако се чувствувам така, како сцената да е моја, како да нема никој пред мене, мислам дека така ќе го направам најдобриот успех и ќе се покажам во најдобро светло за разлика од тоа ако дозволам тремата. Секако ја имав тремата, но не дозволив да ме обземе. Дали очекуваше дека ќе освоиш некаква награда или си викаше па добро има и поубави девојки од мене? Па за девојките искрено не можам, секако имаш убави девојки, ова беше избор за убавина, не можам да кажам дека не, но за награда не очекував награда, бидејќи беше мој прв избор и ова ми беше првично како искуство, да отидам и да го имам, да го стекнам тоа искуство за понатака во животот. Тогаш и 17 години имав, бев помала, нели? Но не знам, беше неочекувано кога си го слушнав името, кога искочив на сцената, кога ми ја ставија круната, нели, букетот кој ми го дадоа, не знам, тоа е некој чувство што не може да се опише со зборови. Беше Бидејќи на тој изборите ми кажа дека си имала 17 години, значи си била малолетна. Беа твоите родители со тебе или беше само со Мики и со Светла? Не, бев само со Мики и со уште едно девојче од Македонија. Моите родители не беа таму, но постојано нели на Пораки, да, видеокол, нели, пораки постојано беа со мене, се слушавме исто како да присуствува и они таму. Колкава поддршка ти се во ова што го работиш? Дали се гордеат со тебе? Да, пред се они ми се најголемата поддршка, тие се оние кои ми ја даваат целата храброст да одам понатака во животот, да се занимавам со ова, секако и моите најблиски од поширокото семејство, не само моите родители. Од каде идејата да се занимаваш со манекенство? Кога всушност свати дека сакаш да бидеш дел од модниот свет? Ја уште од многу мала сакав да се занимавам со манекенство, бидејќи нели како слабо девојче си да ти викаат манекенка си вака така и ми излезе некоја желба, но никогаш не сум си дозволила да одам понатака. Може би причина за тоа беше и кикбоксот кој ме стопираше. Почнав да се занимавам и професионално со кикбоксот и не си дозволив да се пробам во манекенството, но подоцна не знам некако ми излезе желбата изви од негде и си реков ќе пробам зашто да не, така да сум сега. И добро, што е пострашно, да излезеш на сцена пред жири која што ќе оценува твојата убавина да бидеш на штикли во фустан или да излезеш на ринг и да се надпреваруваш во надпревар за кикбокс? Па како личност која ги има пробано и двете искрено, и двете си имаат свое посебна, како да кажам, и трема и опасност, ете во кикбоксот, во рингот, но не можам да кажам затоа што нели како професионален кикбоксер не можам да имам страв кога ќе излегувам на рингот и веќе тоа го имам надминато, а како манекенка на сцена на штикли не знам, не можам да опишам, нема како да се каже. Добро, како ги спојуваш двете работи? Од една страна да бидеш нежна, од друга страна да бидеш тепачиште? Прашање кое ми го поставуваат сите, да, не знам како. Првично мислев дека ќе морам да се откажам од едното за да продолжам со другото, но со текот на времето сватив дека тоа нема потреба да се откажам ниту од едното, ниту од другото, бидејќи ако сакам и ако имам време и ако можам, нели со желбата се може да се постигне. Имаш со кикбоксот настапувано и на регионални првенства во Македонија и на Балканско ниво. Имаш освоено некоја награда? Да, имам неколку пати земено прво место на Балканско првенство, кое се има одржувано во Ниш секоја година, а потоа многу пати имам земено и прво место на државно во Македонија, многу награди. Добре, сега дома ти стојат од една страна круните, од друга страна наградите што ги имаш освоено во кикбоксот. Кои ти се подраги?
Па не знам, и двете си имаат свој труд, имам дадено и во двете нешто за да ги постигнам, и двете си бараат, како да кажам, посебно значење имаат за мене. Не можам да ги разделам. Сепак кикбоксот ми е тука веќе 6 години, ама некинството 1 година, но ете за 1 година и толку многу успеси не може да се објасни. Наскоро во Скопје ќе се случува Скопје моден викенд, Скопје модна недела. Кажи ми, дали можеби ти имаш некакви планови да настапиш таму или да си настапувала можеби на нека модна ревија до сега, дали си учествувала во нека фотосесија? За модната ревија во Скопје, тоа ми ќе одлучува како и што и кој ќе оди, бидејќи не знам, он е организатор нели на сите нас, а за настапувано да има пред не знам, ете 1 година, нека скоро 1 година имаше ревија во Eastgate, само што се отвори и таму настапував на таа ревија за повеќе брендови кои беа во Eastgate. Ти си средношколка. Да. Што планираш кога ќе завршиш со средното училиште? Дали веќе се гледаш некаде, можеби на модната сцена или... Искрено, уште не знам точно како и што, но планирам да продолжам на модната сцена. Секако од страна треба да биде тука и факултетот. Сега за сега ме занима психологија, но уште тоа е само така како да кажам на збор кажано, уште не е со сигурност. Ете. Јас ти посакувам многу успех и со кикбоксот и со манекенството и нели ќе чекаме Мики да ни јави за твојот следен успех, што ќе биде, што претпоставам ќе ги има многу. Ти благодарам многу и благодарам и на вас за поканата и беше мило. Ива Пеева ја освои наградата за мис тинејџерка на изборот што се одржа во Бејрут во Либан. Ива, здраво, добре ни дојде. Благодарам. Дали ова првата титула што си ја освоила? Да, ова е првата титула, до сега се немам надпреварувано. Ова беше така почеток да видиме како ќе ми биде и беше одлично, едно искуство. Имаше ли трема кога стигна во Бејрут? Имав многу трема, поради тоа што ми беше прв пат, сите други имаа веќе отидено, бев најмала и не знаев што ќе се случува, како ќе биде, но се испадна супер, нели? Одлично беше. Од Македонија отидоа 4 девојки. Колку ти беа тие поддршка, останатите 3 девојки, колку ти беа поддршка во деновите кога бевте таму заедно? Еве заради тоа што викаш дека си имала трема. Поддршка, си бевме поддршка една на друга, поради тоа што сите знаеме дека сме во друга држава и дека треба да си бидеме едни за други тука секогаш. И многу се засакавме, многу цело време бевме заедно, се здруживме и бевме одлично друштво. Се дружите и сега од кога заврши изборот? Да, поготово со Мија, другата учесничка што беше, поради тоа што сме исто годиште и така цело време имаме комуникација. Кога стигна во Бејрут, какво искуство беше, например, на самото доаѓање на аеродромот, пошто со Катарина, кога правев муабет, во неформалниот дел од разговорот, она ми каже, кога стигнавме, кога слетавме, ни рекоа, вие сте дојдени тука за изборот, како да не препознава. А ти се случи ли и на тебе истото? Да, ни се случи, многу бев убаво пречекани, сите знаеа дека доаѓаме, не пречекаа многу убаво, така, не знам, многу онака беа сите фини, многу фини беа. Дали се случи во периодот дека беше таму да ти пристапи некој агент, да речеме од некоја друга држава и да ти каже дека можеби сака да те ангажира да ти гради манекенска кариера надвор од Македонија или сите ти работи преку Мики? Да, но јас секогаш се договарам преку Мики, зборувам прво со него, никогаш не одам нели сама на нешто поради тоа што уште не знам во овој свет како се функционира, поради тоа што се ми е уште ново и така се прво се консултирам со Мики, па потоа зборуваме на таа тема. Колкава поддршка ти се Мики и Светле во модната кариера? Тие ми се многу голема поддршка, без нив немаше ништо да направам, поради тоа што сепак, како што реков, нова сум во ова и не знам ништо како функционира. И така, многу ми помагаат. Исто како и фамилијата, се разбира. Кој е најдобриот совет што го доби од Светли и од Мики пред да отидеш на изборот во Бејрут, заради тоа што претпоставувам дека ве советува и тебе и останатите девојки? Секогаш да си бидам своја и да не се секирам општо за титулата, туку секогаш да гледам да си поменам прво најдобро, па потоа да гледаме нешто ако може да се освои. А дали се подготвуваше во Скопје пред самиот избор? Значи, дали имаше моменти кога се најдовте со девојките, кога разговаравте, кога добивавте совети, да ви кажат, например, како да се движите на сцената? Па ние тоа ќе го имавме направено претходно, поради тоа што затоа сега пред да отидеме не посветивме нешто внимание на тоа, затоа што веќе се бевме спремни од порано.
таму не спрема потоа во Бејрут како треба и што да се однесуваме и одење и такви работи. Колку изборот на кој што учествуваше всушност сличи да речеме на оние изборите што ги гледаме ние на филмовите? Искрено, јас се чувствувам како да сум у филм, така некакви фустани, се и атмосферата и не знам, многу беше така убаво. Баш како од филм. Само го спомна фустанот, дали однапред од тука имавте избрано фустани што ќе ги носите или ви даваа можеби гардероба од само? Имавме опција да си донесеме од овде или ако сакаме од таму, но јас си донесов од креаторка Алопарел од тука и многу така се чувствував како од бајка, многу ми се свигаше. А на самиот избор колку пати излегувавте пред жирито? Дали одевте само во фустан или одевте и во костими за капење и во, не знам, традиционална облека од земјата од која што доаѓате? Значи излеговме 3 пати, еднаш кога беа со спонзорите TV Fashion, потоа имаше со нивното лого World's Next Top Model и после тоа со нашите фустани, нели? И тоа 3 пати излеговме на сцена пред жири. Дали имаше трема кога првиот пат излезе пред жирито? Да, многу имав Што си помисли тогаш? Мислев ќе се сопнам, ќе паднам. Но ништо тоа не се случи, нели, супер се пројдов, но првиот пат пред да излезам така имав многу голема трема. Ти ми кажеш дека си една година дел од модното студио Црна крак. Зошто се реши токму за нив? Поради тоа што слушав многу добри муабети дека тие се одлични, супер, дека многу се ангажираат, дека ги гледаат своите модели како семејство. Дали само ти да им кажеш дека сакаш да бидеш модел? Дали имаше некој отворен кастинг на кој што се пријави или можеби некоја ете твоја другарка која што е веќе дел од модното студио те препорача па така отиде за да поразговараш со нив? Значи ми препорача другарки поради тоа што го знае како се однесува и со другите модели. И отидов на кастинг таму и се беше одлично, или сакав да продолжам, затоа што супер ми беше. Многу добро ми изучува, Светлана предобро, се многу добро научивме од нив. Ти еве сега ја носиш круната со тебе, меѓутоа дали некогаш ти се случува така кога ќе си ја видиш дома и одмерак да си ја ставиш на глава, да се прошеташ? Да се разбирам многу, така да се чувствувам како принцеза. А дали твоите другарки кога ќе ја видат исто и тие сакаат да ја стават на глава па да се сликаат? Да, тие се многу горди и многу се среќни за мене што имам освоено таква титула. Средношколка си. Да. Дали на училиште кај тебе кога дознаат дека имаш освоено титула, како се однесува всушност со учениците? Многу беа среќни за мене, сите дознај професорите и сите еднакво беа со поддршка, многу среќни што имаме освоено титула и така се беше многу супер. Не беше проблем тоа што 20 дена беше во Бејрут или тоа беше по крајот на школската година? Да, на крајот на школската година околу 5 дена не бев во школа, така што не беше проблем зашто веќе ги имав завршено сите оценки и така. А дали си почувствувала од друга страна љубомора од некој од девојките, дали од клас, дали од друштвото заради успехот кој што го постигнуваш? Не, искрено не, сите беа среќни за мене, така се чувствуваше малку љубомора таму на преварот, така некоја тензија, но сепак онака над превара се разбира дека така ќе биде, но тука не. Која е најубавата работа до сега што си ја доживела поврзана со манекенството? Тоа што освоив титула. Ти ми кажа кога разговаравме дека многу следиш мода, дека ја сакаш модата и дека всушност тоа те потикнало да се занимаваш со манекенство. Кој ти е омилениот светски дизајнер? Дизајнер, значи не знам премногу имам брендови кои ги сакам, имам Versace, Gucci, Prada е одлично. Би сакала еден ден да се појавиш на нивна модна ревија? Да, животно желувам ја. А од македонските дизајнери? Од македонските дизајнери, како што реков, Алопарел многу ми е во срце, поради тоа што носев нејзина креација и многу така ми остави впечаток. А што е со топ моделите? Дали има некој светски топ модел кој што ти е идол и чија што кариера, например, би сакала да ја достигнеш? Па многу има. Кендал Дженер ми е една така фаворит, Бела Хадид исто, не знам, многу има, многу гледам од нив. Ја следиш кариерата на македонските модели? Па не толку многу, искрено. Значи нема нека манекенка наша која што отишла во странство, чија што кариера, например, ја следиш или што се допаѓа како работа? Не, повеќе во светски рангови следам, вака во Македонија некои модели толку не баш. А колку ја следиш модата? Многу гледам за многу од секогаш сум сакала мода и секогаш сум се грижала за стиловите, за Како се обликуваш, да?
Па најчесто гледам нешто тоа што е во тренд, да го искористам, но нешто и мој некој впечаток, некое така да оставам нешто мое, некој мој знак на тоа што го носам, така. Секогаш сакам да сум средана. Јас ти благодарам што дојде денеска на интервјуто и ние сега ќе те Благодарам. пуштиме заради тоа што треба да одиш на часови, Да. ама ќе извадиш прва круна. Или ќе одиш вака во школа. Ќе ја извадам прва круната. Фала ти што еднаш. Фала ви.